Денес извршивме увид во градежните активности кои што се поврзани со изградбата на автопатот Кичиево Охрид. Како што сум информиран од надзорот, во моментов имаме одредени активности кои што се работат тука на автопатот. Сакам да потенцирам дека, имајќи во предвид катастрофално лошите проекти кои што ние уште ланската година кога дојдовме на власт ги затекнавме, можам да кажам слободно дека сето она кое што во изминатиот период беше спомнато во делот на слабата реализација допринесе да имаме намалување на делот на БДП во делот на нискоградбата. Тоа може да се види од активностите кои што се реализирани низ тие реализации кои што ги имаат компаниите изследувачи Синохидро, Транспет и останатите компании кои што работат на овој автопат. Меѓутоа сакам да потенцирам дека во моментов работиме сериозно на надминување на сите овие активности. Сакам да им соопштам на граѓаните дека тие ќе видат бенефит, овој автопат ќе биде направен согласно роковите кои што ги предвидовме, согласно анекс договорот кој што беше донесен од страна на Собранието на Република Македонија. И затоа велам дека работиме исклучиво на подобрување на сите аспекти на она што значеше лоши проекти, бидејќи на вистина наследените проблеми кои што ги затекнавме беа катастрофални. Би сакал да потенцирам дека интензивно во моментов се работи на 8 клучки кои што треба да бидат внесени во проектот, кои што треба да бидат изградени на овој автопат, дополнителните 40 километри алтернативни патишта кои што треба да се градат за овој автопат да биде поврзан со населените места. Големата утка која што беше направена со тунелот во делот на утврдување на категоријата на земјиштето, исто така, согласно на што сум информиран, се надминува и се разбира во делот на ископувањето на 8 милиони кубни метри земја, кои што исто така треба да бидат ископени се со цел да го надминеме уште најголемиот проблем кој што е поврзан со во делот на усеците на автопатот Кичиево Охрид. На крај уште еднаш сакам да потенцирам дека граѓаните треба да бидат спокојни, без разлика на сите наследени проблеми кои што ги имавме. Направивме сериозни подобрувања во делот на препроектирањето на автопатот Кичиево Охрид и согласно роковите кои што се нацртани, граѓаните во наредниот период ќе добијат автопат Кичиево Охрид.